Дозволете ми отпрем да ги поздравам присутните, пред све просветните работници, поради кои сме денеска тука, председателот на пратеникот на Републичкото собрание, кој не удостои со своето присуство, председателот на советниците на Советот на Обштината, а пред се родителите и домитниците на признанијата првенесна генерација во 22 училишта, од основи 7 училишта, по повод денот 24 мај ден на просветни работници во слава на солунските браќа, словенските посетители Кирил и Методи. Сега да изразам благодарност на сите вас, а ви има многу. Куманово е една, знаеме, најголема локална самоуправа и една широка база во образовниот дел. Некаде 1730, таа бројка варира, бидејќи постојано имаме дополнување зависно од потреба од часовите учесници во едукативниот процес во ова локална самоуправа. И тоа е еден огромен број кои едуцират над 18.000 ученици прилike. Значи, тука е еден голем кампус на луѓе кои дадат голем допринос во едукација на младите луѓе за тоа што треба да ги припремиме, подготвиме за изазовите, да ги инкорпорираме во заедницата како равноправни членови и луѓе кои ги играат идејата на оваа локална заедница и на Република Македонија. Од твое име ви го честитам празникот и големо благодарам за вашиот труд, пожертвувам се оно што го правите за Куманово, за нашите поколенија, за нашите најмлади и нашата иднина. Благодарам до Сдруженијето, после говорот на председателот е сувишно да ги дава карактеристиките и значењето на празникот. И тоа сакам да истакнам неколку други визии, кога имам таков скуп на луѓе кои се важни чинители во севкупниот живот во општеството во Република Македонија и пред се во општина Куманово. Поминаме еден период на големи искушенија, големи турбуленции, реформи недоречени, време на големите потешкоти и за вас, учесниците во тој едукативен процес, и за тие кои треба да го конзумираат тој процес. Така да, после такви турбуленции, многу законски промени и во основното и во средното образование, а што беше најстрашно и во голема ерозија на автономијата на високото образование, знаеме што се случуваше се со високото образование, идат поспокојни денови, каде дефинитивно ќе се направи долгорочна стратегија во која едукацијата на луѓето ќе има еден континуитет, една стратегија која не може да се менува по желба на политиката, која не сме да се менува по желба на индивидуата, но едноставно ќе направиме стратегија. Образованието мора да има долгорочна стратегија и тоа е едно од основните столбови на стабилноста на едно општество. Во таа позиција, честитајќи го овој ден со надеж дека во брзо време, неколку денови, ќе имаме една сериозна влада која ќе има задача да ги врати реформските процеси на европскиот пат, се надевам дека образованието ќе биде топ тема и приоритет во наредниот период, во кој со сите тие заложби на чинителите во овој политички процес, враќање на демократија, слобода и реформски пат на Република Македонија, образованието по моите сознанија ќе биде примарна цел и примарни одлуки на новата влада. Од тука произлегува дека сите тие негативности кои се соочени во оваа фаза на демократизација на нашата општина, ако може да ја кажеме така, кога одеме во неколку фази и кога сите овие обиди даваат некои негативности и позитивности. Не може да кажеме дека се било негативно во измијатиот период, меѓутоа како да ја очекуваме новите стратегии во образованието да ги дадат јасните правци и визии во кој начин ќе се движиме понатаму, а пред се вие сте главните чинители, луѓе кои тоа треба да го спроведувате, да го прифаите и го поддржите. Бевте изложени на многу големи петиции, тоа го знам, имаше многу коментари во таа насока. Меѓутоа без разлика на тоа се успеавме да одржиме еден континуитет во образовниот процес.
Затоа денеска сме тука и да зборуваме за овои моменти, да ги промовираме луѓето кои го тоа заслужија, одnosno децата, учениците, кои направија нивните роднини, нивните фамилии, нивните родители да бидат сретни, бидејќи од сите, како што кажам, 18.000 ученици, овие 20 двојца од 20 училишта, имаме некои училишта каде имаме двојазичност и повеќе од едно училиште, да бидат првенци во една генерација, во едно училиште, и тоа на некој начин на сите вас, кои ги подржувате, особено вие кои ги едуцирате, ви прави многу среќа и задоволство. Нека ме честит на сите тие, кои се денеска лауреати во своите училишта и нека го представуваат гордо кумано понатаму. А на вас последните работници, нека ви честит празник, ден на просветните работници, посебно признание до Сдруженијето, кои секогаш тука, секогаш ги почитува заложбите и програмите на локалната самоуправа и се надам дека и понатаму ги соработуваме и денеска нека биде, уствари утре неработен ден, ќе прославувате сите просветни работници, а денеска еве овој юбилеј ќе го прославиме тука во прекрасно здание, нека ни го денеска и да ги прославиме овие лауреати. Благодарам за вниманието.